Почитувани битолчани, промените почнаа. ВМРО-ДПМН освои 22 градоначалници уште во првиот круг, наспроти 9 на СДСМ. ВМРО-ДПМН е победник и во Битола. Кандидатот за градоначалник на СДСМ, Христо Кондовски, на првото појавување после големиот пораз во првиот изборен круг, кој што му го зададоа граѓаните на Битола, кажува дека ќе продолжи со неговата позитивна и скапо платена кампања. Денес го прашуваме Христо Кондовски, дали во неговата позитивна и скапо платена кампања со СДСМ се офатени притисоците, заканите, уцените, малтретирањата од страна на овластени службени лица, блиски до СДС, врз граѓани на денот на гласањето. Дали тој даде налог за вакви притисоци, токму во местата каде што знаеа дека ја немаат поддршката од граѓаните, например, Јенимале, Долно Оризари и така натаму. Христо треба да одговори дали му се познати луѓето на кои главна задача им беше подкупот на битолскиот бајер. Христо треба да одговори дали дал налог на директорите на јавните предпријатија, кадри на неговата партија СДСМ, да вршат притисоци врз вработените и да бараат списоци со граѓани кои ќе го дадат гласот за него. Почитувани битолчани, ве охрабруваме да не подпаѓате под притисоците, уцените и заканите. Слушајте го својот глас кој ве води до подобро утре. Ниту една изборна математика не може да ја смени слободната волја на граѓаните. Не постои притисок кој може да ги натера битолчани да не го дадат својот глас за онај кој победува. Почитувани, нашиот кандидат, доктор Тони Коњановски, е човек кој цел свој живот го помина работејќи во и за Битола. Така ќе биде и од 31. октомври, бидејќи Тони Коњановски ќе биде новиот градоначалник на Битола. Бидејќи тоа е гласот на битолчани, тоа е гласот за победа на Битола.